Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Во рамки на планирањето на буџетот на општината за наредната година, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев организираше јавна дебата со представниците од бизнис секторот. На средбата главно се разговараше за актуелни прашања од инфраструктурата и урбанистичкото планирање, а беа опфатени и други теми од пошироко јавно значење. Тони Ајтовски со деталите. Локалната самоуправа да ја интензивира изработката на детални урбанистички планови и архитектонско-урбанистички проекти, да се заокружи инфраструктурата за развој на туризмот и да се даде приоритет на заштитата на животната средина, беа само дел од барањата што ги изнесоа представниците на локалниот бизнис сектор од Кочани на средбата со градоначалникот Николчо Илиев и со раководителите на секторите во општинската администрација. Работната средба на која присуствуваа 50 на менаџери, управители и собственици на поголемите компании и на јавните институции во општината е дел од подготвителните активности на локалната власт за сеопфатно планирање и изготвување на буџетот на општината за наредната година. Иако надлежностите на локалната самоуправа во делот на стопанството се ограничени, меѓутоа тие се легитимен и реален субјект со кој што сакаме да разговараме и да ги разменуваме мислењата, како за потребите на стопанствениците во индустријските зони каде што тие функционираат, исто така да отвориме една поширока тема и за поширокиот регион, односно во местата каде што тие живеат и да ги искажат и потребите што тие ги преминуваат, што се потребни на граѓаните и нивните мислења, се со цел да можеме што повеќе мислења да слушнеме и да се потрудиме што поголем дел од предлозите ги вградиме во буџетот за 2020 година. Стопанствениците излегоа со конкретни барања од општинската администрација пред се во создавањето услови за работно ангажирање на младите. Беше речено дека голем проблем е одливот на работоспособното население, поради што локалната власт со поддршка од централната треба да работи на подобрување на условите за живот, за да се задржат младите семејства колку што може повеќе. Исто така, меѓу приоритетите треба да биде и заштитата на животната средина, а надлежните институции да немаат никаква толеранција кон загадувачите. Присутните на средбата побараа да се продолжи со изградбата на инфраструктурата за развој на руралниот и алтернативниот туризам, како и да се интензивираат активностите за проектна документација во централното градско подрачје, каде бизнис секторот е заинтересиран да инвестира во изградбата на стамбени и деловно административни објекти. Голема понуда на книги на 14-тиот сајм на книгата во Кочани, кој што е отворен од 4, а ќе трае до 9 ноември. Истиот се организира во рамки на манифестацијата Месец на книгата, што се одбележува од 15 октомври до 15 ноември. Во организација на библиотеката Искра отворен 14-тиот сајм на книгата во Кочани. Годинава се представуваат 15 домашни издавачки куќи со околу 1300 наслови, од кои најголемиот број се нови изданија што се објавени меѓу двете сајмски манифестации. Интересот кај читателите во изминативе години е голем, така што очекуваат да се повтори и оваа година, истакнаа од библиотеката Искра. Пред присутните на отворањето во библиотеката зборуваше Мара Анастасова, а сајмот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. А оваа година имаме 15 издавачи од нашата држава, сите се познати, реномирани издавачки куќи и добро познати на нашите сограѓани. Меѓу издавачките куќи тука се оваа година Матица Македонска, Феникс, Арс Ламина, Топер, Наша култура и да не ги набројувам, оставаме нашите граѓани сами да го посетат сајмот кој ќе биде е отворен од денес, од 4 ноември и трае до 9 ноември, заклучно со сабота, значи секој ден е отворен од 10 до 18 часот. Инаку, како резултат на повеќето издавачки куќи, значи имаме застапено литература од различни жанрови. Книги има од најмладите па до највозрасните. Значи за најмладите имаме боенки, најразлични сликовници, едукативни приказни, за школската возраст лектири, белетристика, популарна за нив,
и за возрастните како што реков од различни жанрови, имаме трилери, познати светски бестселери, романси, научна фантастика, популарна психологија, значи може за секој да се најде по нешто. Затоа, еве, упатувам апел до сите заинтересирани, до сите љубители на пишаниот збор да го посетат сајмот и да си одберат некоја интересна книга. Вредно е дел од времето да се помине со добра книга. Специјален гостин на отворањето беше Милијана Павловска, најчитан домашен автор за 2019 година, која што се обрати пред присутните. Книгите што се нудат се жаргонски различни и се со промотивен саемски попуст, истакнуваат од издавачките куќи. Во соработка со основните училишта од Кочани веќе се договорени организирани посети за учениците, а за најмладите има и богата понуда на сликовници, боенки и училишен прибор. Саемот на книгата се организира во рамките на манифестацијата Месецот на книгата. Се до 15 ноември се очекуваат повеќе промоции на дела од роднокрени автори и други книжевни настани. Викендов се одржа втората трка во планинско трчање градче Трейл Ран, на која учествуваа близу 150 надпреварувачи. Организатор беше Сдруженијето МТБ Исток, а се трчаше на патеката долга 13 километри околу вештачкото езеро Градче. Над 150 надпреварувачи учествуваа на третиот надпревар во планинско трчање Градче Трейл Ран 2019, што во неделата се одржа на падините на Осаговските планини, а чиј организатор е Друштвото за спортови во планина МТБ Исток од Кочани. Должината на патеката изнесуваше 13 км со вкупна висинска разлика од 660 метри. Учесниците трчаа низ прекрасните предели на браната Градче, селата Горно и Долно Градче, како и водопадите на Голема река. Трката има за цел да ги промовира убавините на Осоговијата, како и да придонесе за развој на планинското трчање и спортот воопшто, односно да биде поттик за младите генерации да се занимаваат со спорт. Слично на минатогодишното издание, и годинава имаше солиден одзив на учесници, што е извонредна бројка за ваков настан. Љубителите на природата и на планинското трчање дојдоа не само од Кочани, туку од Штип, Виница, Велес, Гевгелија, Скопје и други градови. Се надеваме дека од година во година се повеќе ќе раснем и не само оваа трка, туку ќе има и некои други трки со поголеми дистанци на Градче Трейл Ран наредната или идните години. Сакам да се заблагодарам до сите локални компании кои на некој начин го помогна самиот настан и најголема благодарност до сите волонтери, сите мои другари и пријатели кои што се дел од поширокото семејство на МТБ Исток. Како подготовка за планинското трчање, членовите на МТБ Исток се придружија на еколошката акција на компанијата Amfenol Technology Македонија и Сдруженијето Не биди ѓубре, при што паралелно со маркирањето на патеката ја чистеа околината на водопадите на Голема река, каде што поминува и самата патека на трката. Концерт на камерниот ансамбл Пет Квинтет ќе се одржи на 12 ноември во Центарот за култура Бели Мугри во 19 часот. На 14 и 15 ноември пак ќе биде прикажан филмот Врба на Милчо Манчавски. 4 години низ македонските концертни сцени со висок професионализам действува Пет Квинтет, камерен ансамбл кој зрачи со изненадувачки вдахновена музичка интерпретација, која по сите критериуми е својствена и блиска на светските критериуми. Во него музицираат 5 големи мајстори на звукот: Наташа Димовска обоа, Јана Каевска флейта, Никола Мицевски кларинет, Филип Каревски фагот и Никола Трајковски хорна. Овој камерен состав во својот изворено богат репертоар изведува дела од сите епохи на светската музичка ризница, почнувајќи од старите мајстори на ренесансата и барокот, па се до современите авангардни композиторски имиња на музичкиот модернизам. Тука посебно место им припаѓа на македонските композитори. Овие дела членовите на квинтетот ги доживуваат и изведуваат со посебно чувство и со голем и искрен респект кон македонското творештво. Настапите на квинтетот се многу бројни, кои се помнат и остануваат во меморијата на публиката. Неговото брилијантно и ретко музикално свирење е забележано со ласкави зборови од стручната критика. Концертот на овој камерен ансамбл ќе се одржи на 12 ноември со почеток во 19 часот и е дел од манифестацијата Нов културен бран на Министерството за култура.
Шестиот филм на Милчо Манчевски Врба ја следи приказната за три македонски жени кои не го менуваат светот или општеството, но нивната борба да станат мајки ги прави хероини во филмот. Трите приказни, една средновековна, две современи, се огледуваат една во друга и се надополнуваат, истражувајќи теми на љубов, доверба и мајчинство. Филмот во Кочани ќе биде прикажан на 14 и 15 ноември во 19 часот во Центарот за култура Бели Мокри. Едукативни предавања од областа на здравството организира Сдруженијето на пензионери Кочани. Предавачи ќе бидат доктори, специјалисти во пензија. Сдруженијето на пензионери Кочани преку Комисијата за здравство ќе започне со реализација на предавања од повеќе области на здравствената заштита кај пензионерите. Комисијата ги утврди следните теми кои по барање на пензионерите ќе бидат обработени. За темата мозочен удар и превенција на предавањата ќе зборува доктор Мирко Анакиевски, додека за темата крварење од органите за варење и превенција ќе зборува доктор Душан Данев. Според програмата, првото предавање ќе се одржи во вторник на 5 ноември во управната зграда на Сдруженијето на пензионери Кочани, додека останатите предавања се распоредени во деновите до 20 ноември, и тоа за пензионерите во пензионерските клубови кај Колор, Тикешински Лозија, Оризари, Зарновци и на 20 ноември во село Тракање. Со ваквите предавања, Сдруженијето на пензионери настојува да ја крене здравствената свест кај пензионерите, со што тие почесто ќе го посетуваат матичниот лекар и ќе добиваат соодветна здравствена нега, превенција и лекување. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра 11-тото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во која Осогово на домашен терен загуби со 2:1 од Брегалница од Штип. А во првата фудбалска лига за жени, женскиот фудбалски клуб Кочани победи со 3:0 во Радовиш против Плачковица. Успешни настапи имаа и каратистите и гимнастичарите. Нема позитивни промени во настапите на второлигашото Осогово во првенството во втората фудбалска лига Исток, при што и во редовното 11-то коло на домашен терен екипата остана без бодови. Како што и се очекуваше, нашите фудбалери имаат тешка задача против Брегалница од Штип и загубија со 2:1, иако реално е да се каже оти поразот беше незаслужен со оглед на прикажаната игра на теренот. Всушност, до трите бода штипјани дојдоа со среќен сплет на околности на кои во поголемиот дел од србата им кумуваше главниот судија Стојчевски. Осогово прво дојде во водство откако нафрлената топка од десната страна беше незгодна за гостинскиот играч Манев, кој наместо да ја исфрли од теренот, ја заби во голот на својот голман Талески. До крајот на полувремето имаше уште по неколку шанси на двете страни, а штипјани не искористија ниту пенал, пошто на пауза се отиде со водството на домашните. Во второто полувреме судијата продолжи со чудните одлуки, а гостите изедначија од слободен удар. Неколку минути подоцна жолтосините немаа среќа, кога упатениот удар од Паунов заврши во пречката. Казната за Осогово стигна во 55-та минута со погодокот на Стојанов, кој го постави и конечниот резултат. По завршувањето на средбата, публиката ја испрати судиската тројка со негодување и свирежи, но сепак Брегалница од Никола Мантов си замина со нови 3 бода. Во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција пак викендов се играше 8-то коло, во кое женскиот фудбалски клуб Кочани победи со 3:0 на гостувањето во Радовиш против Плачковица. Средбата беше од голема важност и за двете екипи кои се на самото дно на табелата. Сепак нашите девојчиња беа поснаодливи и успеа да ги освојат првите победнички бодови во овогодишното првенство. Со тоа колку толку фаќаат приклучок кон екипите кои се во средината на табелата. Успешен настап викендов имаа гимнастичарите кои учествуваа на завршниот државен турнир во А и Б лигата за момчиња. Клубот за гимнастички спортови Кочани учествуваше со 18 гимнастичари, при што во Б лигата во поединечна конкуренција Лука Цветков во категоријата постари пионери го освои првото место. Филип Иванов во категоријата јуниори беше втор, додека на третото место се пласираа Матеј Постолов кај помладите пионери и Филип Илиев кај постарите пионери. Во Б лигата во екипна конкуренција во категоријата помлади пионери нашите гимнастичари завршија како втори. Во А лигата во поединечна конкуренција Ристе Симеонов во категоријата јуниори беше прв,
а второто место го освоија Андреј Јованов кај постарите пионери, Димитри Спасов кај јуниорите и Стојан Анастасов кај сеньорите, додека трето пласиран беше Антонио Јаношевиќ кај постарите пионери. И каратистите забележаа успех на меѓународниот карате турнир Тетово Опен 2019. На надпреворот на кој учествуваа 550 каратисти од 69 клубови од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црнагора, Бугарија, Албанија и Косово, нашите два карате клуба настапија со вкупно 15 учесници и освоија 1 златен, 1 сребрен и 4 бронзени медали. Бронзите за карате клубот Кочани ги освоија Наталија Карова, Сандра Настеска и Илија Охумуш. Златен медал кај карате клубот Партизан освои Ѓорги Петров, со сребро се закити Филип Стојанов, а бронзениот медал го освои Ива Таушанова. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.